Сузет, добро дојде во Скопје. Добро ве најдов. Сега малку ќе те прочитам по мостов, колку време не си била во Скопје? Не сум била од летото. Јас сум повеќе тука во Македонија, отколку во Шведска. Сега вчера дојдовме фактички и супер се чувствувам секогаш кога ќе дојдем во Скопје. Како се керките? Керкичките се многу Личат добри, на тебе. растат, фала, да, сите тоа го кажуваат. Само се плави на татко им. Па добри се и сака и ти да дојдат Македонија, тие обожаваат Македонија, но велам ајде сега малку одморете. Кој ти ги чува таму? Сестра ми и зет ми дојдоа кај нас, па тие ова недела ќе ги почнат. Беше на Росафест Така, и да, направи бев. бум. Па точно, бевме се одбрани пејачи, беше фестивалот во живо, 25 години јубилеј, тоа е баш добра нели бројка. Им честитам и нека уште многу години слават и нека пуштат македонска музика. Да, така е. Имаше убави песни, јас сум задоволна од мојот настап. Убава песна, од песната ја напиша Боби Мојсовски и Цаки од Кисми. Така интересна и комична. Комично. Не нападаш Србија, тоа разбрав. Така, да. Прва Прва песна. на српски јазик, така. Точно, ние баравме хит, така и за нели помодерна и за младите повеќе. Песната е од Daniel X, тој е од Босна. Така и го добивме контактот бидејќи мојот сопруг е од Босна и со него одлучивме да направиме една песна и многу е така добар композитор, добар автор. Спотот веќе го снимавме и сега за скоро треба да го промовираме на Гранд телевизија. Спотот го снимаше Харис Дубица. Со среќа. Благодарам. Не беше гостинка Елена Велевска во ексклузив. Во какви односи се денес? Во добри односи сме. Малку ти е љута. Исто така и бевме договорени неодамна да снимиме еден дует на кој што 3 пати појдов во студио за да го сработиме и некако не сакаше да се соочиме. Тоа ми покажа многу различен став од оној кој што го имав претходно за неа. Да, мислам ја гледав и го гледав интервјуто, но таа рече дека не се најдовме во студиото. Точно, да, не се најдовме, ама кога беше таа слободна, јас не бев кога беше таа слободна, или јас кога бев слободна, тоа не беше и така не можевме да се најдеме во ист термин. Не знам зошто се наути и не ми даде корпе на некој начин, но одлучивме. Јас мислам дека песната не беше баш така да направиме еден бум. Треба сепак да биде песната добра за еден дует, за да има ефект. Не бевме задоволни со песната и најдовме една таква причина дека нели не се согласивме јас и таа. Не, ние ако имаме добра песна ќе снимаме. Комуницирате денеска? Комуницираме, да, баш пред некој ден и беше роден ден, па и го честитав роден денот и зошто на пример да имаме несогласување кога истата работа ја работиме долги години и ние сме веќе и зрели личности кои не треба веќе туку треба да сме среќни што постоиме и таа што постои да имаме повеќе нели желба и мотивација да ствараме, да твориме и да правиме нешто ново. Така е. Има ли Сузана Гавазова наследник на естрада? Која според тебе пејачка би рекла ова девојче ќе ме наследи? Има многу, но за жал не се во Македонија. Избегаа сите. Сите избега. Има и од помладите тука што се во Македонија, да ја спомнам Стојне Николова, тоа е да, фантастичен глас, млада, позитивна, убава. Сани исто така и таа една од помладите. И ги има многу, се да не ги нели набројувам, да не ми се наути некоја, но треба нешто друго фали, дали маркетингот. Сите знаеме дека малку македонската музика падна. Да. Па да се надеваме на подобро, не знам до кога ќе е така. Се надеваме. Многу малку зборуваш за твојот приватен живот во Шведска. Како се запозна со Јасмин? Што те освои? Зошто? Јасмин ме освои затоа што тој е пред се добар човек. А тоа се гледа одма. Јас имам искуство со луѓе, сум нели цел живот што се вели и кога дури
можев да го познам човек по телефон кога ќе ми се јавише дали е добар човек или не. А кога веќе го видов, нели, човекот осетив дека има добра душа, дека добро и на изглед секако дека ми се допадна пред се и затоа така се запознавме добро да и се решивме. Па не сум ја оставила Македонија, јас сум повеќе тука. Јас ми викаат, па ти не живееш во Шведска, ти си во Македонија. А бев месец дена во Шведска и кога стигнавме овде во Македонија, вели вика ти си друга личност во Македонија. Таму како да венеш, вика тука вика одма вика се насмеја, друга паца си во Македонија. Може да е така. Морате две керки, но тоа ги чуваше двата сина од претходниот брак. Колку ти е тоа напорно? Не е напорно затоа што и тие се добро воспитани момци. Знаеш, Те прифатија добро? ме прифатија, ги гледам. Па тие се веќе и возрастни. Колку години имаат? 21, постариот, помладиот е 17. Така да не е тоа за да ги гледам јас, тие само живеат со нас. Не ми е воопшто напорно. Кога има љубов во еден брак, ништо не е напорно, така ли е? Така е. Да. Значи, те благодарам многу за разговорот. Сега ме кога дојдеш во студио некогаш, кога дојдеш од Скопје, фантастично изгледаш и јас ќе ги потсетам само нашите гледачи дека ти беше првата фолкерка што направи бум. Пак ја спомнам Елена Велеска со вашите фотосесии, спотови, сексапил, песна и што друго. Good luck! Па, добро, еве сега да кажам, нели, прва бев и со задникот кога се сликам така. Да. Сега тоа е птен ултрамодерно. Тој го заборавивме, да. Тоа беше Точно, пред со танга. Танга пред 7-8 години. Сега насловот беше Сузана Гавазова си го осигура задникот. Да, прво беше за милион евра. Да, милион евра, сега те копираат Ники Минаж и многу други пејачки, а ти беше прва што рече, ова е мојот задник. Точно Уште не е така. така добар. Па да, се мора да го тренирам. Бидејќи осигурани, мора да пазам на тоа. Добро, да го пазиме. Фала ти. Јас сум Сузана Гавазова, а вие гледате ексклузив на 1 ТВ.